Овие 6 кандидати се идните воени пилоти во армијата на Република Македонија, кои од денеска стартуваат со својата 18-месечна настава во Центарот за обука на пилоти во касарната во Петровец. Покрај теоретската настава, кандидатите ќе имаат и 170 часа летање со хеликоптер и авион. Обуката ќе се изведува на англиски јазик под будното око на македонски и израелски инструктори. 26-годишниот Леонид Ристановски е еден од избраните кандидати, кој вели дека оваа обука е остварување на сонот кој го имал уште како мал. Едноставно треба да се дојде тука, да се видат овие услови, да се види каков е начинот на работа, на кој ниво на професионализам ова се одвива, на која висина задачата се сите инструктори, комплетниот персонал на самиот центар и буквално се што треба е само силна мотивација, голема желба и резултатите сами по себе ќе дојдат, што на крајот од денот мислам дека од сите нас ќе направи воени пилоти, на сите ќе ни се оствари желбата да завршиме овдека во ПТС и да бидеме дел од армијата на Република Македонија. Директорот на Центарот за обука на пилоти ги мотивираше младите да аплицираат на новиот оглас, кој веќе е во тек, а ќе трае до крајот на септември. Треба сериозно да размислите за можноста да дојдете и да ни се придружите. Во септември завршува новиот повик. Тие што ќе дојдат и ќе пробаат, ќе ги отворат портите на светот на авиацијата. Новина е тоа што од овој септември за прв пат Воената академија, освен обуката, воведува и додипломски студии за воени пилоти, информираше министерот за одбрана во своето обраќање. Сега има можност младите луѓе кои што завршуваат гимназија да се пријават и да поминат 4 години во академијата, Војната академија во Република Македонија, од кои 3 семестри ќе бидат во рамките на овој центар. Право на учество на огласот за воени пилоти имаат сите лица кои се државјани на Македонија, имаат завршено високо образование, не се постари од 28 години на денот на објавување на конкурсот, психофизички се способни и имаат познавање од англискиот јазик.